Скопје во 70-тите години. Скопје денес. Од некогашно место за забава до најголемо ругло денес во зеленото срце на македонската метропола. Некогашното место каде израсна и се забавуваат десетици генерации, повеќе од деценија е оставено во заборав. Скопскиот Луна парк, некогашната главна атракција, и натаму е само сеќавање на некои минати по убави времиња. Она што се затвори, требаше одамна да стане ново и модерно, но уште во старт работите заглавија. Коце Трајановски го почна, Петре Шилегов го заборави, а Данел Арсовска целосно го запостави проектот за паркот. Ако се суди според досегашното искуство, најверојатно ниту оваа година забавниот парк нема да проработи. Иако Данел Арсовска откако дојде на функција најави дека Луна паркот ќе биде пуштен во употреба со 7 реквизити набавени уште во времето на Коце Трајановски, до денес нема ништо од тоа. Обраснат со трева и нефункционален. Ваква е сликата на Скопскиот Луна парк лоциран овде во градскиот парк, кој со години ја наградува сликата на главниот град. Надлежните велат дека ќе профункционирал, но кога и тие не знаат. Граѓаните се жалат дека Скопје нема места за забава и со душа чекаат место за рекреација, посебно за оние најмладите. Велат дека освен градскиот парк, децата нема каде да ги однесат. Единственото забавно картче што сега Скопје го има е само овој мал рингишпил со една вртелешка во градскиот парк. Лошо состојба. Треба ли на градот еден забавен парк ваков? Треба, како не треба. Порано сите деца таму одесе. Беше многу убаво. Па може да има повеќе од еден Луна парк. Например, тука може вака да има Луна парк или тамо некој убав Луна парк да има, кај што стварно децата, еве да кажем и средношколците може да се забавуваат во своето слободно време. Од секогаш имаше Луна парк за децата, еве јас добро се возрастни се, па и внуците сум ги носела. И така, и ден денеска треба. Потхитно ни се потребни забавни паркови, не само за децата, и за возрастните, за било кој. Најавата на градските власти по се изгледа ќе чека подобро време. Освен што ништо не е мрднато од мртва точка, ниту на терен не се работи ништо. Просторот стои ограден, запуштен и обраснат. Алфа писмено праша во град Скопје како тече динамиката на подготовката на паркот и кога граѓаните ќе го видат, но оттаму и по една недела одговор нема. Инаку Скопје нема забавен парк повеќе од 7 години. Петре Шилегов го стопираше проектот почнат од неговиот претходник Коце Трајановски, со образложение дека не бил добар. Според проектот, забавниот парк треба да обслужува околу 3000 посетители дневно. Предвидено е поставување на забавни реквизити, од кои дел се адреналински, а најголемиот број се за деца. Во просторот треба да се предвидат и содржини како место за храна, фонтана, билетара, продавница за сувенири и тоалети. Сето тоа според проекциите на градот би чинело околу 12 милиони евра.